Го следите неделното интервју на Слободна Европа. Во него гостина е лидерот на ДПА Мендух Тачи. Господине Тачи, во пресред на изборите кажувате дека гласот за помалите партии е изгубен глас. Што бе прави оптимист дека по низа изборни циклуси во кои губите од ДУИ, ДПА може да го врати рейтингот кога беше влијателна партија во албанскиот блок и партнер во власта? Мислам дека најважното е сега, после се ова што ни се случува со државата последните 2 години, ДУИ да ги изгуби изборите. Тоа е многу важно за граѓаните. Мислам дека лесно веќе ќе сватат граѓаните од сите страни, имаме пораки дека треба да се случи промената, затоа што уништувањето на институциите е дело на ВМРО, ДПМН и на ДУИ. Што се однесува до помалите албански партии, рационално збора, не од инат или од конкуренција. Таков имаме ние систем што нивните гласови не верувам дека во 3 изборни единици како што е КЕЦ, 2 и 5-та изборна единица ќе успеат да го стигнат цензусот на пратеник 11.010,5. И автоматски тие гласови би можеле да одат кај ВМРО или кај СДС и тоа ќе биде изгубен глас. Ако граѓаните гласат за промени и гласат против ДУИ, тој глас што нема да оди кај ДПА може да се смета како изгубен глас. Убеден сум дека тоа нема да се случи. И последното, апсолутно не ни сметат малите партии, тоа се вредности на демократија, но рационално треба да ги гледаме работите, не сме во комодитет на таква демократија. Главното е тоа што го реков на почеток, мора да се случат промени. Но дали се чувствувате загрозен што во албанскиот блок не само што ДУИ во неколку мандати е победник, туку што во меѓувреме се формира и нови партии, меѓу кои и БЕСА, која што се наметна како влијателна сила кај албанците? Прво има една интересна полемика помеѓу два албанци. Едниот што бил секојаш СДС и едниот ДПА. И овој му вика нашиот, сега верувате дека се ни ги крадат гласовите ДУИ од кога СДС ги објави сите овие разговори. ДУИ грабнуваше гласачи. Албанци имавме несфатливи резултати, 18.000. Мислам дека тоа веќе е апсолутно јасно. Уопште не се чувствам загрозен. Уште еднаш ви повторувам. Најважното е да губи ДУИ. После другото ќе се менаџира како што треба. Дали со тоа што ги стави албанците во својата програма, на СДСМ гледате како политички опонент кој може да ви земе дел од гласовите, или пример што треба да го следат и партиите во албанскиот блок и тие да се реформираат и во нив да консолидираат македонски политичари? Прагматично, ваквиот начин на ставање на листи на СДС зема гласови само од ДУИ, од ДПА не, пошто тоа е позната национална партија на албанците и не се чувствуваме загрозени. Изгледа тоа дека е убаво, нема ништо против, ова е демократија, луѓето да се вклучат и во други политички партии. Но ќе опстојам на тоа дека во Македонија треба стварно да има политички договор помеѓу двата народа, македонците и албанците. Тој политички договор после ќе возможи сите да живееме равноправно и сите да ги уживаме благодетите на институциите на државата. Може би малку е превише историја, но таквиот начин веќе е пропаднат во поранешната Југославија. Сигурно се служувате што ни се случи у Босна. Не дека имаше членови на партии од секакви националности, туку имавме мешани бракови, преку со 100.000, а на крајот се случи таква трагедија. Опстојам на тоа, не ми пречи дека меѓуетничките неразбирања би требало да се решат со политички договори. Настапувате како опозицијска партија, но тоа стана дискутабилно по објавувањето на така речените бомби, во кои вие имате блиски односи со високи функционери на ВМРО ДПМН. Се оправдавте ли пред гласачкото тело за разговорите кои беа јавно обелоденети во јавноста? Тој разговор тотално изваден од контекст. Јас 5,5 години немав никакви контакти со ВМРО ДПМН. Но во 2013, дали се сложат или не, политичкото дејствување на СДС нас ни оневозможи да земаме 9 градоначалници од 16 албанци. Нивното политичко дејствување со помалите политички партии ни го уништи апсолутно резултатот. Се сеќавате, тие го поништија коалициониот договор да се испомагаме во одредени општини и се хомогенизираа со ВМРО ДПМН.
Тоа е политички контекст и таквото действување апсолутно и денеска ќе го правам било која партија ќе наштети на ДПА или на албанците. Дали ви имате доверба во специјалното јавно обвинителство и сметате ли дека една ваква институција може да застане на патот на политичкиот криминал и корупцијата во државата на долг рок? Мислам дека таква институција треба да има голема поддршка законска од другите институции. Без да се случи промената, мислам дека е јалова работа да се мисли дека тој начин на действување ќе има конкретни резултати. Јасно дека е све под политичка контрола, поготово правниот систем, и јас мислам дека после овој избори треба да се случи правна реформа во стилот на тоа што се случува во Албанија, каде имаме ветинг, што значи дека фигурата на обвинители и суди треба да се стави во рентген и после сите заедно со консензус да се одлучиме дали ќе одиме на ова целосна реформа. Заслужува Македонија целосна реформа на судскиот и на правниот систем. По изборите, ако освоите најмногу гласови во албанскиот блок, дали би коалицирале со СДСМ, бидејќи имате искуство на коалицирање со ВМРО-ДПМН, а тоа би било нешто ново? Нешто ново што немаше од нашата држава. Коалиција помеѓу ДПА и СДСМ немаше. Другите сите беа во коалиции. СДСМ е најстарата политичка партија кај македонците, а ДПА е исто најстарата политичка партија кај албанците. Имавме големи судири и недоразбирања во оваа време. Мислам дека поголемиот број се надминати од таквите судири. Имаме одлична соработка, не против никого, туку во изборниот процес. Знаете дека ние ги делиме наблюдувачите или членовите на избирачките одбори. Би било добро да се случи што викаат американците фул промена и изборите не би имали логика ако не се случи оваа промена. Мислам дека се разликуваме со СДСМ затоа што ние, како што ви кажав во почеток, убедени сме дека неразбирањата, етниските неразбирања би требало да се решат со политички договор на главните актери или на легитимните актери на политичкиот живот во Македонија. Нормално дека ова е возможно, но да чекаме на резултатот. Доколку треба да коалицирате со ВМРО-ДПМН, дали ви би пречело тоа што некои членови од нивното раководство се инволвирани во индиции за криминал и корупција? Не само тоа, ако погледнете после 2008 ДПА најмногу ножеви у грб доби од ВМРО-ДПМН. Значи, веќе е јасно дека таквата политика, националистичка политика и ова све после тоа што се случува, укажуваат дека готово невозможна соработка и коалиција помеѓу ДПА и ВМРО. Но нормално не може за една цела политичка партија да се кажува. Мислам дека наискрено тоа е невозможна работа. Ќе видиме после избори, но 99% тоа е невозможна работа. Во вашата програма најавувате дека ќе ги ослободите од плаќање давачки луѓето за долговите кон државата. Дали е тоа коректно кон тие што ги плаќаат давачките? Да, но нешто треба да ми биде јасно. Моите политички опоненти, некои со цинизам и со иронија, вие како можете вие да ги опростите давачките, долговите што ние ги имаме кон државата. Делумно може тоа да биде точно, одредени граѓани албанци имаат долгови од 25 евра за неплатена струја, 5 за вода, некои 50 евра за грешките во сообраќај, но нешто поголемо е точно. Државата должи кон албанците најмалку годишно 1,6 милиарди евра. Зборот ми е дека буџетот на државата не се распределува пропорционално и правично. Кога тоа ќе се случи, тогаш сите ќе ги плаќаме и исто давачките. Под прашањето дека ние со плаќање на овие долгови правиме големи рупи во буџетот, мојот одговор е дека нашите функционери нема да јадат бифтеци кои коштат 82.000 евра годишно. Наш предлог е репрезентацијата на нашите функционери да се сведе од 100% на 10%. Со тоа добиваме десетици милиони евра во буџетот. Бевте одбиен од лидерот на ДУИ Али Ахмети за ТВ дуелот со образложение дека ќе сте направиле театар од ТВ дебатата.
Вие тврдите дека Ахмети бега од соочување зашто имате интересни информации за него. Зошто не ги обеледените тие информации и кога, ако не сега, за време на изборната кампања? Јас дуелот го барав како начин на најдобро демократизирање на политичкиот живот кај албанците. Сигурно ќе се сложите, се сеќавате, ние бевме неколку пати до работ на физички конфликти со Дуи. Плюс тоа, јас сум таков човек по карактер, некоја тешка информација што јас сакам у очи, му кажам. Тоа не значи дека нема да ги кажам тие работи во следна кампања, ако господинот Ахмети понатаму одбива да има дуел со мене. И му порачувам, подобро е да го прифати дуелот. Тука двајцата ќе аргументираме пред нашето гласачко тело дека не сме непријатели, туку конкуренти, и која алтернатива е подобра и кој лидер е поспремен таа алтернатива да ја спроведува во институциите на државата. Дали сметате дека со изборите ќе се реши политичката криза во земјава и дека нема да има политички партии кои што потоа ќе ги доведуваат во прашање изборните резултати? Зависи какви ќе бидат изборите, зависи какво вредување ќе дават наблюдувачите, надворешните наблюдувачи и каков став ќе има меѓународната заедница за тие избори. И прво, тие што треба први да ги признават изборите се опозиционите партии. Ние цело време укажуваме дека ако една неправилност се повторува од старите избори, тој резултат нема да биде прифатен. И треба да се прекинат одма изборите. Како ние ќе прифатиме резултат уште еднаш од Кичево 18.000 со 0? Не претендирам дека ДПА може да победи во Кичево, но таков резултат од сите страни укажуваат дека е изманипулиран. Ние како опозиција ја даваме нашата политичка поддршка и нашата политичка волја да имаме коректни избори. Ви благодарам на разговорот. Исто така. Го следевте неделното интервју на Слободна Европа. До гледање.